За прв пат во 2 децении, Советот за американско-исламски односи беше принуден да го премести својот годишен настан на непозната локација поради заканите за насилство поврзани со неговиот став за војната меѓу Израел и Хамас. Од хотелот ни информираа дека добивале значителни смртни закани. Закани дека ќе подметнат бомби во гаражата за паркирање, ќе упаднат во зградата. Овие закани доаѓаат од антимуслимански и антипалестински екстремисти, кои се гневни поради поддршката на нашата Организација за палестинските човекови права. Некои синагоги во САД исто така мора да ги прекинат онлайн настаните поради закани за бомби поврзани со војната на Блискиот Исток, според Американскиот еврејски комитет. Ова организација имаше поврзано со Саманта Вол, председателка на одборот на синагогата во центарот на градот Исак Агри, која беше пронајдена и избодена до смрт во незиниот дом во Детройт на 21 октомври. Полицијата не најде докази дека станува збор за злосторство од омраза, но истрагата продолжува и еврејските лидери преземаат дополнителни мерки на предпазливост. Има поединци кои навистина вложуваат напори за да ги сокријат личните информации и тие не се достапни. Ова е време кога треба да бидеме будни и предпазливи. Стравот исто така е проширен во некои средини каде муслиманските студенти го стекнуваат своето образование, изјави за Гласот на Америка националната непрофитна исламска лига на Америка. Во петокот, едно исламско училиште во областа околу Чикаго доби веродостојни и детални закани против нивната училишна заедница и тие решија да се префрлат на учење од далечина. Еврејските училишта активно бараат повеќе средства за зајакнување на сопствените безбедносни мерки. Бараме блендирани прозорци и сите други безбедносни мерки што институциите можат да помогнат. Повекуваме кон верското и политичко лидерство широм светот да го осудат антисемитизмот, да ја осудат исламофобијата, да го осудат насилството и говорот мотивиран од омраза. Покрај војната меѓу Израел и Хамас, интервјуираните изјавија за Гласот на Америка дека престојната годишнина исто така ја зголемува вознемиреноста кај еврејските заедници. Во петок се навршуваат 5 години од масакрот извршен од антисемитски терорист во синагогата Дрво на животот во Питсбург, Пенсилванија. Вооружениот напаѓач доби смртна казна. Мицнер вели дека властите работат постојано за поголема безбедност на заедниците.